Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте на стартот на уште едно заедничко дружење со Ева на Македонија и квизот Среќно семејство. Со вас сме цело лето, ги броиме последните денови од летната сезона, но не и од семејниот квиз, од кој никој не си заминал без награда. За гарантираните суми од 300, 500 и 1000 евра вечерва се во игра во 8-то поред коло на Среќно семејство. Затоа ве поканувам удобно да се сместите пред ТВ екраните и како и досега низ игра и низ смеја да проследиме кој од трите среќни семејства ќе успее во трката за 1000 евра. Во тоа ќе ни помогне и оваа вечер стручната комисија. Добро вечер и за вас. И пред да ви ги представам надпреварувачите за вечерашниото среќно семејство, само ќе напоменам дека оваа емисија ќе посветиме на слоганот "Не ризикувајте, неовластеното користење на електрична енергија е кривично дело". Ќе поделиме неколку совети околу опасностите од кражбите на електрична енергија. Но се со ред. Пред тоа, да ви ги представам трите среќни семејства кои вечерва ќе играат заедно со нас. На позиција број 1, семејството Шпигови од Скопје, Олга, керката Павлина, Вања, кумчето и Ведран се на позицијата. Еден аплауз ке може за позиција број 1. На позиција број 2, семејството Божиновски, Тони носителот на сметката, ќе игра заедно со братот Благој, внукот Валентино кој има 25 години. Аплаузи за вас. И на позицијата 3 од Гостивар ни доаѓа семејството Адамовски, Ивица, сопругата Весна и внукот Стефан. Добро вечер за сите. И ќе може подетално да се запознаеме со позицијата 1, односно со семејството Шпигови. Ни доаѓаат од Скопје, од каде? На улица Терорист Храбар, пред 24 дена. Редовни плаќачи сте на сметките на електрична енергија, несомнено и затоа сте овде веќе. Со семејство и со куќа редовно сум. Не памтам да сум имала некој промашај. Така. Павлина, друштво ќе ни прави Ведран вечер. Ќе успее во некоја игра? Може би. Да. Морам да ти кажам дека Ведран е најмладиот член кој учествува во среќно семејство. Еден аплауз ке мора за Ведран. Браво за Ведран. На позиција број 2, како што споменав, од Велес ни доаѓа семејството Божиновски. Добро вечер и вас и за вас. Освен тоа што гимиџиите се врати од патувањата на Вардар, што друго актуелно има во Велес? Театарот ми е при крај, се работи на него. Ќе видим, има доста новитети, има у Велес нешто се види. Спремни сте за игра вечерва? Да. Тимов е одбран како што треба. Тимов е прва лига. Така. На позиција број 3 од Гостивар, семејството Адамовски, сопругата Весна, Ивица и внукот Стефан. Второ, добро вечер и за вас, како се чувствувате? Добре. Актуелно од Гостивар што има, ќе ни кажете ли? Па, ништо посебно, како и на другите места. Ништо подобро, ништо полошо. Ивица, освен што се сопруг, сте и татко? Да, на поздравиме Песинчиња, подобро. Максим и Матеја. Максим и Матеја. Да. Ви благодарам многу, ви посакувам многу среќа, сите да успеете во тоа што сте наумили. А верувам дека се тоа 1000 евра. Ете се запознавме, го стартуваме 8-то коло на среќно семејство и нормално првата игра предвидена. Топка на среќа. На позиција да игра топка на среќа е Павлина од семејството Шпигови, спремна во 3 обиди да собере што повеќе поени во оваа игра. Во правило си подготвена? Да. Имаш 3 обиди, Павлина. Пробај да собереш што повеќе поени. Така. Иако е игра на среќа. Јам претпоставувам, знаеш? Ајде. Да. Повели, имаш 3 обиди. Аплауз, може ли да охрабриме малку? Заради тоа што еве. За сега има солидни бројки од коцките. Павлина, имаш уште еден обид, мислам дека нема да биде тешко да срушиш и оваа коцка, ете ја шеската од вториот обид. Тоа се бара, уште една шеска би завршила голема работа, но и петка не е лошо. Ке можеш да ми помогнеш да ги пресметаме збирот на поените. 24 побрзо дури од мене. Ти благодарам, Павлина. Честитки за тебе. 24 поени, вели Павлина. Семејството Шигови има толку, да видиме колку ќе освои семејството Божиновски во играта Топка на среќа. Коцките се на својата позиција, наредени како и за сите останати семејства, а богами и Валентино на својата позиција. Од семејството Божиновски те избра тебе. Да. Зошто така? Што Најсилен си, најмлад дека си. Да. Имаш најмногу сила во 3 обиди да ги срушиш овие коцки. Ајде да видиме дали ќе успееш да собереш повеќе поени. Многу е ова слабо за прв удар. Семејство. Имаш уште еден, не е
страшно уште ова сума од врво да го собереме единица. Повели Валентино до мене 6, 7, 11, 16, 17. Чинам дека поени не можеш да бидеш задоволен од поените кои ги освои, но ништо не се знае. Пред нас е и семејството Адамовски да играат оваа игра, па да ја знаеме и конечната бодовна состојба по првата игра топка на среќа. Дали женскиот пол ќе ги понесе поените во оваа игра, ќе дознаеме за кратко. Весна е на својата позиција. Достижни ли се 24 поени на семејството Шигови и 17-те? Ајде да видиме. Ајде да видиме дали се достижни, дали понежниот пол освоил повеќе поени во оваа игра. Весна, имаш 3 обиди, повели. Мислам дека ти е доволен уште еден обид и ке немаме потреба повеќе, браво, но ќе ги пресметаме поените и ќе одредиме кој од првата игра заминува со најповеќе поени. 7, 11, 13, 17 поени. Ваква ситуација и досега сме имали. Затоа ќе побарам од вашето семејство еден представник кој што ќе фрла коцката, со што ќе одредиме кој од оваа игра од вас ќе понесе 2 или 1 поен. Јасно е се. Повели. Застанете се на оваа позиција, повели на коцка. Кој ќе извлече поголема бројка од фрлањето, тој ги носи 2 поени во оваа игра. Наке стручната комисија за да убаво видат и погледнат кои бројки ги има. Ајде. Ајде, Весна има 3. Дали среќата ќе те послужи? Не, сепак. Семејството Божиновски во оваа игра освојува 1 поен. Ви благодарам, бевте одлични. Ајде да видиме генералната бодовна ситуација по првата одиграна игра. Семејството Шигови однесе 3 поени, семејството Божиновски однесе 1 поен и семејството Адамовски 2 поени. Се уште е рано, наред е втората игра на слепо. Шпигови се на својата позиција, спремни да играат играта на слепо. Правилата се едноставни. Вања, гледаш нешто? Не. Не гледаш ништо. Ајде малку да ти ја усложнам целата работа. Ја знаеш играва каква е. Треба да погодуваш кошеви. Црвените топки носат 3 поени, жолтите 2 поени, сината 1 поен. Тука сме некаде, Вања, нели? Павлина, спремни ли сме? Имаме 1 минута време. Вања, почни да фрлаш кошеви сега. Ајде! Слободно. Павлина, сигурно? Ето, повисоко. Браво. Ете ја и втората топка. Добро ти оди, Вања. И тоа со една рака. Браво! И тоа со една рака. Браво, браво. Ова чинам дека за прв пат го имаме усрекно семејство некој да фрла со една рака. Повеќе ми изгледа на раковето отколку на кошарка. Но добро ти оди, Вања, да знаеш. Еве, сега засега имаш 3 и 1 пропуштена 4 црвени топки. Еве, ќе ти помогнем со уште една црвена топка и добро му оди, навистина добро му оди. Браво, Вања. Павлина, немаш ли никаков коментар за Вања? Добро му оди. Довара. Ај ги пропушташ сините топки, а? Па нормално. Добро, за еден поен. Семејство, гледате ли вие како се игра ракомет место кошарка? Одличен си, Вања, имаш уште 10 секунди. Ај, бога му уште една црвена топка во кошот. Ајде, Вања, ајде. Добаре, Вања, одличен е. Ајде, се измори веќе, десната рака смени ја левата, 2 секунди имаш. Браво, Вања, со истокот оваа топка нема да ја пресметеме в купниот избор, по истокот на секунда. Повели да видиш. Полн кош топки. А бога ми многу црвени. Сега ќе ни кажат и колку точно поени, односно топки уфрливте во оваа игра. 7 црвени, 6 жолти и 1 сина. Тоа значи дека вкупно 34 поени во оваа игра. Браво за Павлина и за Вања. Наред е семејството Божиновски да се проба во оваа игра. Семејството Божиновски е на својата позиција. Валентино и Тони, спремни сте? Препорака до внукот? Само црвени да фрлам. Само црвените. Ги гледаш ли црвените топки кај се? Ништо не гледам. Сега ништо не гледаш. Уште повеќе. Ориентационно знаеш ли каде е Тони? Ако не слуша го мојот глас. Имаме, Валентино, 1 минута, покажи се подобро од првата игра. Идеме сега. Препораката од Тони ја чу. Сини топки не ни треба, црвени и жолти. Посилно. Ај, посилно. Браво за поддршката. Што им ја давате, иако... Браво, добро ти оди, Валентино. Сега за сега. Еве, може и по некоја жолта, Тони, нели? Не е на одмет. Во секој случај. Еве и црвената. Внимавајте само
вашите стапала да бидат на под, односно да не се помрднете од Посилно точката. малце. Добра моди. Посилно. Ете е црвената, плавата можеше и да се пропушти, ништо страшно не е. 30 секунди, Валентино. Так, направете си место слободно, собира кошав повеќе. Све сме предвидени. Ајде, иде. Ете, ова може да се пропушти, а црвената никако не се пропушта. 18 секунди поддршка добивате од Гостивар, Велешани. Од Гостивар. А сите сте во трка за 1000 евра. Ети ова ја пропуштивме. 10 секунди. Валентино, добро ти оди сега за сега. Го наполнивте кошот 3 секунди. Не се одириш. Ете, се собра и таа со истекот на секундата. Валентино, изненаден колку топки се собра. Повели до мене да видиме колку вкупно, односно точно, црвени, сини и жолти топки успеавте во оваа игра да соберете. 11 црвени, 10 жолти и 2 сини. Вкупно 55 поени се покажа Валентино во оваа игра. Браво! Следни се семејството Адамовски од Гостивар. Подготвени да играат играта на Слепој се семејството Адамовски од Гостивар. Ивица и Стефан на своите позиции. Ивица, зошто реши ти да бидеш кошот? Зошто Стефан добро ли шутира? Па, Стефан, така или не? да видиме сега. Да. Гледаш кај се црвените топки, нели? Не. Не гледаш. Добро. Имаш една минута тогаш да вметнеш што повеќе топки во овој кош. Почнуваме, Стефан. Сега. Одиме. Ајде една поддршка и за Десно, Коле. семејството Адамовски, десно вели Супер. Ивица и Пополек. Убрзај. Не брзај многу, имаме доволно време, туку што почнавме. Супер, Сега за сега супер. А ете, и Стефан ја употребува стратегијата на Вања, игра со една рака. Добар, добар. Да, добри се. Полека. Внимавај само Стефан да не ни избегаш од Успори, малку, точката. Успори вели да направи место заради тоа што на вистина Успори. добро ти оди. Добро е. Ајде. Ајде пробај, продолжи. Добро ти оди сега со црвените. Излега како тие да дојдат некако наред. Тони, место прави. Ајде. Извини, Ивица место прави. Добро, 15 секунди, Стефан. Можеш да бираш. Кои топки сакаш, кои не сакаш. Па нема место више. Чек, нема. Нема место, требаше да направиш стратегија што помалку сини, повеќе црвени. Ајде. 5 секунди течат. Стефан, имаш уште една секунда, но на вистина не ја собра. Па да, доволно е, мислам дека аплауз. Семејства, чинам дека семејството Адамовски најмногу поени ќе освои од оваа игра. Грешка моја, го викам Стефан, знам дека не гледа. Стефан, одиме. Готово. Повели овдека да ги пресметам и поените од оваа игра за вас. 8 црвени, 7 жолти, исто толку 8 сини и вкупниот пласман по втората изиграна игра семејството Адамовски вкупно 46 поени, Божиновски 55, Шпигови 34 поени и што значи имаме ситуација следна. Ви благодарам за играта, повелета. Семејството Шпигови по двете одиграни игри понесоа 4 поени, исто толку семејството Божиновски и семејството Адамовски, што значи не е известна е битката. 1000 евра за сите вас се блиски. Одиме на третата игра. Штедиме електрична енергија. Неизвестно и по двете одиграни игри. Трите семејства имаат исти бодови. Оваа игра ќе одлучи кој од овие три семејства ќе замине во финалето. Но пред тоа треба да играме, односно да штедиме електрична енергија. Тоа го правиме на следниот начин. Ги гасиме прекинувачите. Имаме 1 минута време. 9 светилки. Што повеќе да изгасиме треба? Вања, спремен? Спремни? Ајде, Вања, 1 минута за тебе почне да тече. Добро се покаже во првата игра со оние ракометни потези. Верувам дека и сега ќе биде така. Ете, дури стручната комисија дофрла вика пробај на десно. Можеш да ми помогнеш, брате, слободно топката. Обично овие 40 на 50 секунди ги користам да ги прашам нашите надпреварувачи на кој начин штедат електрична енергија. Една препорака може ли да слушнам од тебе? Па, нека купуваат штедни сијалици. Ете ги штедните сијалици, точно така. Сега за сега 3 изгаснати за Вања. Вања, добро ти оди? Браво, Вања! Вања може би ќе биде нашиот иден Горната.
ракометар имаш, Вања, добро е, 15 секунди, Ајде. посрекена ти е таа топка, Горната. биде се повторно, Горната. 8 секунди. Ајде брзо горната. Горната. Ајде, Вегели Павлина, горната. Горната. А, за малку. уште Уште еднаш, 4 секунди. Вања, 2, 4 светилки изгаснати за семејството Шпигови, наред се семејството Божиновски да штедат електрична енергија. Наред е семејството Божиновски во штедиме електрична енергија. По трет пат, Валентино, тебе ти дозволија да играш оваа игра. Томи, му веруваме на Валентино. Нема што се покаже во втората, најмлад е. Ајде да видиме дали ќе биде неуспешен во оваа игра. 1 минута, Валентино, и за тебе. Што повеќе светилки, тоа повеќе поени. Повели, одиме сега. Ајде, добре, моде. Може еден аплаус, една поддршка да им дадеме. Многу ми се и велешани некако тивки. Вас една препорака да ве прашам околу штедењето на електрична енергија до нашите гледачи, каква ќе дадете? Убаво е да се штеди, помалку ќе платите. Така, побаво е да се штеди, а најнеубаво е да се краде електричната енергија. Еве, ќе искористам времето додека тече, додека Валентино успешно ги гаѓа прекинувачите, да споменам дека неовластено користење на електрична енергија, односно кражба, е кога корисникот се приклучува на друг. Тоа ни е сите може јасно. и некоја бела да се направи. А може да се случи некаква белја, тоа значи напон, тоа значи пожар и уште многу повеќе работи, но пред истекот на времето Валентино не ни остави да го докажеме тоа, затоа што успеа на 20 секунди пред крајот да ги изгаси сите светилки. Валентино, секоја чест, браво. 9 поени за вас. Следни се семејството Адамовски. Ете, не подсети од стручната комисија дека семејството Божиновски, односно Валентино, успеа да направи вистински рекорд во 8-те кола на срекно семејство, односно да ги изгаси сите 9 светилки. Нека не ве плаши семејство Адамовски тоа. Ивица, имаш и ти 1 минута време и 9 штедливи светилки кои треба да бидат изгаснати заради тоа што немаме потреба и симулираме штедење на електрична енергија. Можеме. Ивица, идеме со поддршка Стефан. Ајде! Супер, ви благодарам и за аплаузот. Ајде, лево, десно, горе, доле. Ете го и првиот прекинувач. Па, третиот, и четвртиот, и петиот. Па добро ви иде, бога ми. Гоштиварчани, што направивте? Ајде уште еден, кај да го откриевме. Дефинитивно е ова апсолутен рекорд во срекно семејство на 35 секунди пред истекот на времето. Освоивте 9 изгаснати светилки, но и во оваа игра имаме изедначена ситуација. Така да повторно бараме од семејството Божиновски еден представник, Валентино, човекот за се, и еден од вашето семејство кој ќе реши да фрли коцката, да одредиме кој ќе ги понесе 3 поени во оваа игра. Стефан, Ивица вели, твоја среќа. Валентино, ајде да видиме со коцките пак. Предпоставам дека ќе ви успее, реков, кон стручната комисија за да можат убаво да видат. Двајцата во исто време одиме сега. Чија беше чија? Стефан. Да, четворката, што значи за семејството Адамовски одат трите поени од оваа игра, за семејството Божиновски 2 поени, а за семејството Шпигови 1 поен, и вкупната бодовна ситуација по трите одиграни игри е следна. Семејството Шпигови 5 поени, Божиновски 6 поени и семејството Адамовски 7 поени, што значи семејството Шпигови освоивте 300 евра. Во финале заминуваат останатите 2 екипи, но пред да го направиме тоа, како и во изминатите изданија, бираме 3 нови срекни семејства за следното 9-то коло поред. Кои бројки или серијски броеви на сметките за струја ќе ни ги истрли? Корисничко-енергетски центар Битола, Гевгелија и Кочани. Добро проверете ги сериските броеви. Може би сте вие еден од нашите следни надпреварувачи, а и дополнителни 6 броја, односно 6 сметки за струја на нашите редовни плаќачи, доколку едно од трите семејства не може да учествува во овој квиз. Може една поддршка за сите следни надпреварувачи во срекно семејство и ете, полека но сигурно стигаме и до самото финале. Наред е финалната игра и да видиме кој ќе понесе 1000 евра од квизот срекно семејство.
Почитувани, дојде на ред да играме и финалната игра. Семејството Адамовски, семејството Божиновски на своите позиции подготвени да направат или да освојат 1000 евра, предпоставувам, нели? Сите сме веројатно за тоа дојде, нели? Ивица, Валентино, и во четвртава игра, вие сте главни. Имате 3 минути на располагање да споите 4 топки хоризонтално, вертикално или дијагонално. Фрлате еден по еден. Први започнуваат семејството Адамовски, бидејќи по 3 одиграни игри освоивте најмногу поени. Почекуваш, потоа Валентино и ти. Имаме време, логиката нека работи. Одиме, стартуваме сега. Ете ја првата топка. Може една поддршка, семејства? Стефан, Тони, ајде да видиме ете ја првата топка и за Валентино. Раздвоени за да се направите простор за шо повеќе. Аха, непланирана е некако оваа ни чинам дека. Ова не ти беше исто планирано, Валентино. Ајде. Одиме. Некако стеметивки поддршка, некако нема сега, нели? Ајде. Надворе ведро, иначе ќе дадовте громогласен аплауз. Ајде, Ивица. Ајде да видиме дали ќе успееш да споиш 3 сега за сега. На потеке Валентино да попречи, но тешко. Дали си 1000 евра близко? Ајде да видиме. За малку. За малку, но 2 можности веќе имаш, Ивица, за да споиш 4 топки. Валентино, може би избрза, но ајде да видиме. Ова е клучниот момент до 1000 евра или 500. Не, малку посилно, Валентино. Еве го, може Ивица ќе ја запишеше играта, но неизвестноста продолжува. Продолжува и за Валентино, а дали ќе заврши за Ивица? Не, Ивица попрецизно, ајде. Да не испадне дека навивам за никој, но и мене ме интересира како ќе заврши ова игра. Ајде, имаш 2 позиции веќе, 3-4 фрлања, кои не ги искористуваш. Да, ете, аплауз доби и за тоа. Браво, Валентино, ете, успеа. Ајде да видиме сега, Валентино, која ќе биде твојата игра. Минута и 24 секунди до крајот. Веќе 3 имаме споени. Ајде да видиме играта. Ајде последната, великом. Последната многу беше во аут. Ајде да видиме Ивица наред. Ако ова влезе онаму каде што мислев, а не влезе, ќе замине 1000 евра за гости. Добро, ајде, минута време. Ајде, Валентино, последната. Пак за малку. И чинам дека ова е готово, семејството Адамовски од Гостивар освои 1000 евра. За Валентино, односно семејството Божиновски, 500 евра. Честитки за добро покажаната игра и стратегија за двајцата. За кратко се враќаме назад и им ги доделуваме ваучерите на нашите срекни семејства. Дојдовме до крајот на 8-то коло на срекно семејство, односно до најубавиот момент кога на нашите надпреварувачи им ги врачуваме освоените награди. За таа цел го поканувам Атанас Ковачевски, представник од ЕВН Македонија, како и досега во сите 7 кола, па и во ова 8 коло да им ги додели ваучерите, но вашето присуство ќе го искористиме во врска со 1-2 прашања за нашите гледачи. Многу малку имавме време да споменеме за кражбата на струја и последиците кои што се случуваат од нејзе, како слаб нафон, дефекти, па и кривична и затворска казна. Но сакам да ве прашам, на што треба да внимаваат корисниците кога бараат нов приклучок за електрична енергија од ЕВН Македонија? Најправен кражбата е кривично дело, кој се казнува и со затворска казна до 5 години и се разбере и парична висока казна. Совет до нашите гледачи во овој момент и до сите корисници кои имаат нов приклучок да не наседнуваат, народски кажано, на провокациите на одредени луѓе кои ќе им ветат дека за помалку пари од она предвиденото според тарифникот на ЕВН Македонија, одобрено од регулаторната комисија, дека ќе им дадат нов приклучок и дека тоа ќе може да биде воведено во системот на ЕВН Македонија. Тоа е лага, ќе дадат во кеш помалку пари, но затоа може да заработат подоцна и кривична пријава, може да завршат со затворска казна, бидејќи тоа е кривично дело. Ништо во кеш кон ЕВН Македонија не се плаќа. За се постои документ, за се постои фактура, за се постои точни податоци што се зема и која услуга ЕВН Македонија ја извршува. Така ќе останат и без нов приклучок, и без броило, но ќе заработат и висока казна која ќе треба да ја платат, а може судот да досуди затворска казна. Затоа да не наседнуваат на такви провокации,
едноставно треба да се почитува процедурата која постои во Евана Македонија. И уште едно прашање кога сме кај крадењето на струја. На кој начин може да се пријави? Па нашите контроли се постојано на терен, заедно со полицијата, постојано ги откриваме сите кражби каде што имаме индици или контролите покажуваат, но и може да ни помогнат корисниците, бидејќи зошто велам дека може и треба да ни помогнат. Најмногу кога зборувавме за страдањето или за проблемите кои настануваат од местата каде што се краде електричната енергија, најмногу штета трпи и дистрибутивниот систем, но и соседите онаму каде што се краде електричната енергија. Бидејќи многу често се појавуваат пожари, местото каде што се сместени брилата гори и навистина големи проблеми потоа имаат сите корисници или сите соседи онаму каде што се краде електричната енергија. Нека пријават кражба на формуларот на нашата веб страна или на поштенски фах 554. Ете, дознавме што се случува и дека казниво доколку се краде струја, ние овдека не казнуваме, туку наградуваме. Наградуваме за редовните. За редовните плаќачи на сметките на потрошената електрична енергија и ајде со ред, со освоеното трето место или 18.000 денари, 300 евра во денаска противредност, семејството Шпигови, еден аплауз за нив. Малиот Вања ќе го подигне овој ваучер. Вања добро се покажа, морам да признам. Меѓу сите возрастни, Бога ми добро покажа. Задоволен ли си од тоа? Да. Како се покажа во играва? Да. Знаеш ли каде ќе ги потрошиш парите? Не. Уште не си смислил. Ајде, имаш време да размислиш. 500 евра. Завршија ке семејството Божиновски од Велес. Повелете. Честитки за вас. 30.750 денари. Велешени, не е сума за подценување. Супер. Задоволни сте од оно што го прикажавте во играта? Да. Така. Ви благодарам многу и за вас и семејството Адамовски овој пат или во 8-то коло заменуваат со 1000 евра од срекно семејство и ги носат во гостивар. Честитки за семејството Адамовски, задоволни сте и вие? Знаете парите кај ќе заминат? Пола си потрошени пише. Пола се веќе потрошени, супер. Ви благодарам многу, вие повелете, можете да им честитате. А јас, почитувани гледачи, ќе ви се заблагодарам за тоа што и вечерва останавте на оваа фреквенција и се дружевте заедно со срекно семејство. Се гледаме за 2 седмици на истото место во истото време. Пријатно. Беше многу интересно. Голема благодарност до Евана. Средствата би ги потрошиле еден дел за Вања, еден дел за Ведран. Ќе поделиме нешто за него, нешто за мене. Па и на најстариот член нормално. Ќе ги потрошиме на Максим и на Матија, дел за Стефан, кој што ни беше поддршка вечер. Нека играат сите, нека плаќаат редовно, ќе земат пари.